Централно издание на Дневникот Добро вечер. Велешани го поддржуваат апелот на владиката Агата Ангел за сплотување и зачувување на македонскиот јазик. Денеска завршува последниот рок за исплата на втората рата од откупеното грозје. Продолжува инвестирањето во инфраструктурата. Попустите мамка за граѓаните. За ова и многу повеќе веднаш по кратките најави. Започнува проектот реконструкција на улици во Чалошево. Продолжува изградбата на патишта во земјава, најави министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски. Пропадна јавната расправа против загадувањето поради незаинтересираноста на кавадарчани. Анкетираните велешани го поддржуваат апелот на владиката Агата Ангел за сплотување и зачувување на македонскиот јазик. Тие велат, Македонија е земја која овозможува најголеми права за малцинствата. Црвената линија е уставот и преку тоа поминување да нема. Македонската православна црква повикува на обединување на македонскиот народ околу зачувување на јазикот. Митрополитот Повардарски господин Агата Ангел вчера од Кавадарци го повика народот и политичарите да се сплотат околу прашањата кои подеднакво се суштински важни за сегашните, но и за идните генерации македонци. Не за двојазичност, не за кантонизација потенцира владиката. Како земјицата во окото, да си го чуваме јазикот, да си ја чуваме државата и да си ја чуваме нашата света македонска православна црква. Да не се занесуваме со што се случува во Швајцарија. Оние кои не знаат, во Швајцарија живеат три нации, три народи. Германци, живеат французи и италијани. Германците имаат своја матична држава, италијаните имаат своја матична држава, французите имаат своја матична држава и за тоа нема никакви проблеми. Но ние македонците, осебно оваа држава овдека македонска, која е распарчена, поделена на парчиња, само оваа ни остана и затоа народот го повикуваме и партиите ги повикуваме да се сплотат, да станат едно тело, една душа, една мислат, за да можеме да ја оставиме оваа прекрасна и убава, плодотворна, маченичка, голготска Македонија на нашите наследници кои доаѓаат по нас. Повикот за обединување прифатлив за анкетираните велешани. Пред камерата на К1 телевизија била дека Македонија е земја која овозможува најголеми права за малцинствата. Црвената линија е уставот и преку тоа поминување да нема. Јас лично моje мислење, ако би требало да бидеме ние македонци, значи треба јазикот да си го сачуваме. Не само владиката, него ние сите граѓани на Република Македонија. Ние сме за јазикот да се остане наш без никакви промени. Па моето мислење е како сега што живееме, да сме слободни, да си остане Македонија како што била досега. Правата ги имаат сите и не знам што да дискутирам. Јас сум 69 години човек, 70, по некоја логика, малцинство у секоја држава си се знае што е. Права ги имаат. Што се, какви платформи, какви, ја не разбирам. Просто ако ме прашаш, не сум некој голем, ама у некој просто јазикот не го давам, јазикот си го имаат они што платформи. Правата ги имаат сите, влезите кај сега ти општина, у било која институција ги имаат. И што друго, тоа е за мене. Мислам ќе успееме со еден збор сите. И академик Митко Маджуков потенцира дека ниту еден јазик не може да преживее во двојазичност или мултијазичност ако нема матична држава, каде што тој јазик се чува и негува. Албанците, србите, турците и сите други народи што живеат во Македонија имаат свои матични држави, каде што нивниот јазик е заштитен. Но тоа не е и случај со Македонија. Во населеното место Чалошево започна реализацијата на проектот реконструкција на улици. Во тек се подготовките за асфалтирање. Директни корисници од овој проект ќе бидат околу 300 жители на селото од 75 домаќинства. Освен во ова место, целосна реконструкција на улиците ќе се направи и во Мамутчево. Започна реализацијата на проектот реконструкција на улици во населеното место Чалошево.
Во тек се подготвителните активности за асфалтирање. Според проектот, предвидена е реконструкција на основна траса, пристапен пат и еден крак, а освен во ова место, целосна реконструкција е најавена и во населеното место Мамутчево. Висината на целокупна ова инвестиција во ова населено место е негде околу 100.000 евра. Тука ќе бидат офанати километар и 69 метра од улиците, меѓутоа ќе се јават и некои пропратни елементи кои што сигурно ќе го оптеретат проектот, но ние сме тука да го направиме тоа како што треба да биде, така да очекуваме дефинитивно да и ова населено место, главната артерија ма обезбедиме согласно потребите и барањето на жителите. Денови веќе започне да се гради и препумпната станица за водоводот во ова населено место. Имавме сериозен проблем околу донесувањето на планот, односно локацијата кај што треба да биде, потоа моравме да го експропријаме земјиштето, испадна малку по-скапо тој дел од градбата на Цевководот, но тоа е грижа на општина Велес и јас очекувам дека заедно двата проекти ќе бидат завршено истовремено. Според градоначалникот Чадиев, проектот треба да заврши за 2 месеци. Директни корисници од овој проект ќе бидат околу 300 жители на селото од 75 домаќинства. Асфалтирањето на улиците ќе значи решавање на долгорочниот проблем поради тоа што ова населено место се соочуваше со калови, што децата не може на училиште додат, сега веќе ќе биде една друга приказна, така да ќе биде добро за целото население. По должината на улиците кои се предмет на овој проект се наоѓаат индивидуални стамбени куќи, викенд куќи, основно училиште со настава до 5-то одделение, преработувачки погон за земјоделски производи. Пропадна јавната расправа против загадувањето поради незаинтересираноста на кавадарчани. Очигледно граѓаните се гласни само на социјалните мрежи. Јавната расправа е презакажана за наредната недела. Кавадарчани сакаат да дишат чист воздух, PM10 честичките им сметаат, но кога станува збор за учество на јавна трибина во која што ќе се бара решение од ваквото загадување, нив никаде ги нема. На денешната јавна расправа беа присутни само организаторите и представник од едно еколошко друштво. Во изјава за медиумите, тој потенцираше дека аерозагаденоста во Кавадарци е проблем повеќе од 10 години, но сега благодарение на мерните станици граѓаните имаат поголем увид во загаденост на воздухот, рече Роберто Паризов, председател на еколошкото друштво Екоживот. Проблемот е тоа што немаме доволно контрола, немаме заинтересирани сегменти, можеби институции за да се реши тој проблем, но и главниот проблем некомпатибилноста на стариот ЛЕАП со модерниот начин на живот кој што го имаме сега. Тој ЛЕАП е направен стариот е направен пред 20 на години и не одговара на условите во кои што ние сега живееме, пред се со модерната технологија, по големиот број на загадувачи и по големата концентрација на кавадарчани и самата урбанизација. Парицов нагласи дека нивното еколошко друштво ја покрена иницијативата за изготвување на локален еколошки акционен план во соработка со сите надлежни институции, со цел да се обезбеди квалитетна животна средина во наредните 20 години. Загадувачи има во Кавадарци, многу ги има, и сето тоа е поради малата свесност на на граѓаните. Не е до никој друг, до нас е. Свесно загадуваме, свесно си го загорчуваме самиот живот, нашиот живот во кој што живееме. Немаме кого да обвиниме, да речеме овој е виновен, има и големи загадувачи кои што го загадуваат градот, ја загадуваат средината. Еден загадувач постои кој што е поголем и се уште загадува, не му е решен статусот, нема добиено интегрирана дозвола, поради самиот тој проблем дека се уште загадува. Очигледно кавадарчани се гласни само на социјалните мрежи, но кога ќе дојде ред проблемот да се реши во соработка со надлежните институции, незаинтересираноста е на високо ниво. Празни останаа столчињата во општинската сала при локалната самоуправа. Јавните расправи се организираат со цел да може и обичниот граѓанин да го каже своето мислење и потоа да бидат превземени конкретни мерки и решенија од страна на надлежните институции. Јавната расправа на тема состојби и можни решенија за надминување на проблемот со сезонското загадување на воздухот со PM10 честичките ќе биде презакажана за наредната недела. За истата, организаторите се надеваат дека ќе постои поголема заинтересираност за разлика од денешната.
продолжува изградбата на патиштата во земјава. Планирано е да се изградат 3 експресни патишта во должина од 100 км. Изградба и обнова над 200 км автопат, како и изградба на уште 37 регионални патишта. Ова го изјави министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски. Почеток на градежните работи на 3 експресни патишта во должина од 100 км. Изградба и обнова на над 200 км автопат, како и изградба на уште 37 регионални патишта. Ова го најавија од Министерството за транспорт и врски. Планирано е да започне изградба на 3 нови експресни патишта и тоа од Штип до Кочани, Штип Радовиш и од Ранковце до Крива Паланка. За овој проект ќе бидат инвестирани околу 250 милиони евра. Оваа година ќе започнеме со реконструкција на автопатот од Велес до Градско во должина од 20 км и од Скопје до Куманово во должина од 22 км, инвестиција од речиси 7,8 милиони евра преку таа програма. Потеќе проектирање на нови 2 автопати од Гостивар до Кичево и од Скопје до Блаца. Најавено е осветлување на повеќе делници и клучки, како и реконструкција и изградба на мостови. Изграда на мост на река Пчињаке Коњаре, санациони работи на мост на река Косалска Охрид, санациони работи на река Пчињаке Куманова, изградба на мост на река Луда Марака Вадарци, изградба на мост на река Бабуна Богомила, санациони работи на мост на река Вардака Удово, санациони работи на мост на река Лакавица кај Неготино. За годинава за одржување на патната инфраструктура планирани се 1,60 милиони денари. Освен изградба и реконструкција, продолжува и санацијата на улиците кои што минатата година беа уништени во поплавите. Денеска завршува последниот рок за исплата на втората рата од откупеното грозје. Министерот за земјоделие на средбата со лозарите од Тиквешијата и со градоначалникот Панов изјави дека винариите биле спремни да ја исплатат втората рата на лозарите. Денеска е последниот рок за исплата на втората рата од откупеното грозје. Винарските визби се обврзани до денеска да исплатат 40% од откупениот род на лозарите. Министерот за земјоделие Михаил Цветков вели дека до почетокот на овој месец околу 46% од парите за грозјето се исплатени, а 27% од грозјето било исплатено во рок од 7 дена по откупот, со искористување на законската можност за исплата на денар помалку по килограм во таков случај. Цветков вели дека винариите биле спремни да ја исплатат втората рата на лозарите. Очекуваме дека сега втората рата, која што е 40%, винарите, нашите разговори што се дека со винарите, ја што ги имав разговорите, дека се спремни, дека ќе ја платат. И секако, секоја на винарија која што нема да го плати, да ја плати ратата, знаете, законот е ригорозен, се одзема лиценцата, се блокира извозот на вино и така натаму и така натаму. Но во секој случај сакам да поразговараме со лозарите, да им управо и најголемата болка што е на лозарите да им се исплати она што ќе го продадат, имајќи во предвид дека се од 2010, 2011, 2012 има одредени винари кои што тоа не го имат исплатено. Според законските измени, исплатата на откупениот род е во рок од 6 месеци и на 3 рати од превземањето на откупениот род. Првата рата од 20% требаше да се исплати до 15 декември, втората од 40% најдоцна до денеска 15 февруари и последниот износ до крајот на месец април. Минатата година беа откупени околу 140 милиони килограми винско грозје. Смедеревката се откупуваше по 11 денари за килограм со 17 и 18 шеќерни единици, а вранецот по 13 денари за килограм со 19 и 20 шеќерни единици. Од вкупно 75 винарници, откуп на грозје вршеле 50. Од Министерството велат дека во 2016 година имало зголемен извоз на наливно вино во Европската Унија за 55% во однос на 2015. 100% била исполнета и квотата за флаширано вино. Извозот на ова вино во 2016 бил зголемен за 7% споредено со 2015. Попустите се се повеќе мамка за купувачите. Тие се причина поради кои граѓаните многу често купуваат облека за која во моментот можеби немаат потреба. Следејќи го примерот на големите светски метрополи, и Македонија станува една од земјите каде барем еднаш месечно на попуст граѓаните може да купат облека по екстра поволни цени.
Попустите ги испразнија продавниците во Велес. Намалените цени и до 50% го мама токото на секој кој поминува покрај убаво уредените излози. Каеден ги посети продавниците за спортска опрема Спортем. Граѓаните чекаа редици на каса за да си купат од омиленото парче спортска облека на попуст. Велешани велат дека имаат навика да купуваат по намалени цени. Според нив, ова е одлична прилика да се збогати гардероберот со оригинална облека по екстра ниски цени. Вакво нешто нашиот град немало, значи да има попуст од 50% како што гледаме. Јас како спортист ова го поддржувам и сакам да биде не само денеска, да биде и на некој, дали на празници или еве иде Великден, баш така. Има убави цени. Ние што сме ги купувале 60, 4700, тие што сме ги купувале 3800. Ако се раководиме по западноевропската култура, така се прави секаде. Се купува сега дебела гардероба, зимна гардероба на екстра цена за наредната зима да не давате пари. Дека продавниците на Спортем се лидер за спортска опрема во Велес и пошироко, го потврдуваат и анкетираните велешани. Number one, според мен. Многу добри. Премногу се и мислам дека имаат оригинал. Сметам дека се лидер, бидејќи има добра роба, има добри брендови и мислам дека велешани можат слободно да пазаруваат. Македонските попусти станаа тренд во државата. Тие се најчестата причина поради кои граѓаните многу често купуваат облека која и во моментот не им е потребна. Следејќи го примерот на големите светски метрополи, и Македонија станува една од земјите каде барем еднаш месечно на попуст граѓаните може да се купат облека по екстра поволни цени. Огромен е интересот за македонските производи на рускиот пазар, покажуваат најновите податоци за размена. Македонија на рускиот пазар засега најмногу извезува вино, овошје и зеленчук, но присутна е и со фармацевската и машинската индустрија. Од декември 2016 година потпишан е и првиот договор за извоз на млечни производи, а извоз подготвува и хемиската индустрија. Во продолжение следуваат останатите вести од Македонија. Европската унија и Брисел внимателно го следат проблемот со блокадата на граничниот преминев зони од страна на грчките земјоделци, изјави денеска евроамбасадорот Самуил Жбогар и додаде дека очекува дека во најскоро време ќе следи реакција и обид за негово трајно решавање. Жбогар пред денешната посета на општина Гевгелија во разговор со градоначалникот Иван Франгов, кој неодамна и преку писмо испрати барање за посредување и помош од Европската унија за деблокирање на границата, затоа што, како што посочил, огромни се штетите што ги трпат и двете страни, а посебно Македонија и Гевгелија. Европската унија и Брисел внимателно го следат овој проблем и очекувам дека во најскоро време ќе следи реакција и обид за трајно решавање на овој проблем, рече Жбогар. Над 400.000 граѓани треба да поднесат годишна даночна пријава до 15 март. Ова се очекувањата на Управата за јавни приходи. Според информациите од таму, заклучно со 13 февруари 2017 година, 51.616 граѓани ја исполниле својата даночна обврска и апелираат граѓаните да не ги чекаат последните денови, со цел да се избегнат метежите на даночните шалтери. Годишна даночна пријава поднесуваат граѓаните кои во изминатата 2016-та, освен плата или пензија или приход од земјоделска самостојна дејност, оствариле и други дополнителни приходи. Граѓанинот кој е друг град, но работи, живее, студира, односно е со привремен престој во Скопје. Даночната пријава може да ја поднесе во контакт центарот на УЈП на новата локација во зградата на Регионална дирекција Скопје. Годишната даночна пријава може да се поднесе и по пошта на адресата на надлежната регионална дирекција на УЈП или електронски. Бесплатни технички проекти за објекти за производство на сирење ќе добијат сточарите кои сакаат да изградат нови или да ги модернизираат сегашните така наречени мандри. Со овие проекти може да се аплицира и за средствата од ИПАРД програмата.
Овчарите и козарите се најзаинтересирани за бесплатните технички проекти за инвестиции во мандри. Во овие проекти имаат на располагање пресметки за цената, објектот и за изгледот на идната или за реконструкција на постоечката мандра. Документацијата може да се подигне во подрачните единици на Министерството за земјоделство. Во мандрата или објектот за производство на сирење се предвидени простории за прием на млекото и негова преработка. Финансиската вредност на градежниот дел е скоро 40.000 евра. Од ИПАРД програмата, сточарот може да побара неповратна финансиска подршка од 75% и да му бидат вратени 30.000 евра, доколку објектот го изгради на надморска височина повисока од 750 метри. Доколку користи банкарски кредит со каматна стапка која не е поголема од 8%, може да побара и субвенционирање на половина од каматата. Најмалку 5 лица се убиени при напад со нож во кинескиот регион Сенкјанг, соопшти денеска регионалната влада, додавајќи дека полицијата убила тројца напаѓачи. При нападот што се случи синоќа во окригот Пишан, повредени се 10 лица, а истрагата е во тек. Вести од светот. Крим да биде вратен на Украина, ова според Шон Спајсер, представник на Белата куќа, е очекување на новиот претседател на САД Доналд Трамп. На редовниот брифинг со новинарите, Спајсер истакнал дека председателот Трамп многу јасно дал до знаење дека очекува руската влада да го намали насилството во Украина и да го врати Крим. Спајсер исто така наведува дека Трамп зазема неверојатно цврста позиција кон Русија, јавува ТАС. Поради намалениот ризик по безбедноста на браната на вештачкото езеро до градчето Орибел во Калифорнија, властите ја укинаа наредбата за евакуација. Сега околу 200.000 лица може да се вратат во своите домови. Представници на службата за управување со води изјавија дека пренасочиле доволно вода од езерото и оти продолжува работата за поправка на браната. Сепак надлежните не ја негираат можноста од нова евакуација. Времето денеска претежно сончево. Температурата се искачи до 14 степен. Во наредните денови ќе преовладува сончево време. Дневната температура ќе биде во постепен пораз, особено утре кога ќе биде најтопло, а утринската температура ќе биде релативно ниска. Графичкиот приказ во продолжение. Почитувани гледачи, јас ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер. Пријатно!